Ке докаже ли судскиот процес постоење на криминалка и обвинетите во акцијата Метастаза? Нивните бранители сметаат дека не постојат докази, но малигното ткиво кое одамна го разјадува здравствениот и пензиски систем ги спречува тешко болните да го остварат законското право на инвалидска пензија. Пред 4 месеци бомбастично спроведената акција Метастаза ја стресе македонската јавност. Обвинети за криминал со издавање на инвалидски пензии пред камерите приведени беа 36 лекари и посредници, пошто добија обвинение во кои меѓу другото се товарат за организиран криминал и злосторничко здружување. За министерот за труд и социјала Джелал Бајрами, истрагата целосно е завршена за оваа група на лекари, но истрагата на останатите одобрени пензии треба да покаже дали и таму имало злоупотреби. За среќа за сега немаме и би сакал така да остане. Меѓутоа и за акцијата се уште нема крајен исход постапката, се уште не можеме да кажеме со сигурност дека имало корупција, сето тоа додека не се докаже во судска постапка. Но што навистина се смени по Метастаза? Луѓето и понатаму тешко добиваат инвалидска пензија. Дали се уште здрави луѓе на волшебен начин преку ноќ доаѓаат до тоа право? Истравматизирани пациенти на кои им биле барани пари, се уште чекаат некој од комисијата за инвалидност да ги повика, но процесот оди тешко. Пред спроведувањето на акцијата, членови на оваа првостепена комисија за ходници категорички тврдеа дека не постои криминал во процесот на издавање на инвалидски пензии. Сега 5 члена од комисијата и 2 од второстепената ревизиона комисија се во притвор, но еден од бранителите на обвинетите вели дека како и во другите големи акции кога се апсеа полицајци, цариници или работници на патерините, и во Метастаза тешко ќе се докаже организиран криминал. За да се докаже злосторничко удружување треба многу. Овде по нашиот кривични закон е дефинирано што се подразбира и така натаму. Мора да има група, мора да има план, мора да се организирани така, поврзани и така натаму. Меѓутоа, од овие докази кои што сега се изведени, не може да се апсолутно зборува дека може да се работи за злосторничко здружување. Во првите искази пред судот, прво обвинетиот лекар-кардиолог Сашо Јосимовски тврдеше дека е жртва на корумпирани полицајци, а второ обвинетата началничка на комисија на ПИОМ Љубица Величковска